Почитувани, врските на СДС со наркомафијата се многу подлабоки, отколку што се обидува СДС да избега од одговори. Веројатно ќе бега и одговорот дали активистот на СДС од Радовиш, директор на меѓуопштински центар за социјални работи, пред 10 дена во Штип не е фатен и приведен од полицијата за недозволена трговија со дрога и оружје. Според полициски билтен на 17 февруари, полицијата во Штип го привела 36 годишниот АФ заради дрога и најавува соодветен поднесок. Дали зад иницијалите АФ е Александар Филев, директор од СДС на меѓуопштинскиот центар за социјални работи Радовиш. Дали е тоа Александар Филев од СДС Радовиш, учесник и поддржувач на партиските активности на СДС. Дали и случајот регистриран во полициски билтен е таква активност? Фотографиите зад мене говорат сами за себе. Почитувани, СДС ја претвори Македонија во мафијашка територија. СДС Оливер Спасовски предолго ја ставаа полицијата во служба на мафијата, а Македонија ја претворија во поле за неказнети мафијашки пресметки. Почитувани, никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме и да си ја вратиме државата. Да одговорам на прашањето од Алфа поврзано со двата нови скандали поврзани со работата на Елем и Рек Битола. Се работи за огромен криминал, никогаш не било полошо. Токму сега Електрани на Македонија решиле 60 на возила да набавуваат во вредност од 1,5 милиони евра. На виделина испливува и случајот со два идентични тендери, двата вредни по 12 милиони евра, а двата тендери ги добива иста компанија за работа со Рек Битола, од чии што директори се подпишани овие договори. Тоа што е важно е дека мораме да си ја вратиме државата. И во таа насока може да најавиме дека следните истраги ќе се сеопфатни и ќе ги опфаќаат сите кои што се дел од овие криминални активности, а тоа ги вклучува секако и компаниите кои што влегуваат во ваков криминален однос со Електрани на Македонија. Никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме и да си ја вратиме државата. Ви благодарам.